Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал УС. Плановите за изградба на нов плоштад во Кочани остануваат и поскоро една година од промовирањето на идејата. Сепак од општината сега признаваат дека се работи за скап проект, што најверојатно ќе пролонгира неговата реализација на повеќе години. Актуелната локална власт во Кочани не се откажува од идејата за реконструкција, односно изградба на нов градски плоштад. Сепак, оттаму доаѓа признанието од и се работи за скап и долгорочен проект, што нема да се реализира многу брзо. Минатата година беше распишан конкурс за избор на идејно решение, што беше и своевиден тест за испитување на јавното мислење. Конкурсот беше со половичен успех, затоа што не ги задоволи замислите на одговорните во општината, па наместо прва и втора се доделија само 2/3 награди. Тоа, заедно со различните оценки на граѓаните, кои беа од позитивни до крајно негативни, како да ја згасна намерата за реализација на проект за нов плоштад. Од тогаш, повеќе од половина година, идејата остана подзаборавена и никој во локалната самоуправа не ја споменуваше. Се актуализираше минатата недела, на последната седница на Советот, со советничко прашање до првиот човек на општината. Јас знам дека минатата година имаше конкурс по истиот, се доделија наградите, меѓутоа идејното решение кое што одлучивте вие да биде, не го видовме ни јавноста, а секако на сите ни е интерес овој дел на градскиот плоштад да има друг изглед. Дали се планират активности во врска со тоа? Одговорот што следуваше како да ги подзгасна почетните надежи и замисли за нов плоштад. Тоа е долгорочно прашање. Прво најпрво треба да се најде идејно решение, па да се направи изведбен проект и тоа ќе кошта многу. За 2 до 3 години не може да очекуваме дека ќе имаме реновирање на градскиот плоштад, бидејќи сепак тоа прескапо. Признанието дека нов плоштад би чинел многу покажува од и во општината сватиле дека тоа не е еден од главните и приоритетни инфраструктурни проекти за Кочани. Локалната самоуправа, стопанството па и граѓаните во моментот не се финансиски толку моќни за да поддржат ваков проект, па најверојатно истиот ќе почека подобри времиња. Заклучок на Димитровски беше дека и да дојде до практична реализација, тоа ќе се одвива во фази, односно според финансискиот капацитет на инвеститорот, односно општината. Заврши замената на дел од главниот цевковод за водоснабдување во централното градско подрачје. Од водовод велат дека со тоа е обезбеден поголем доток на вода за постојните и новите објекти, но и намалени се можностите за дефекти и прекини во снабдувањето на потрошувачите. Дел од корисниците во средна зона, приклучени на градската водоводна мрежа во Кочани, во текот на денот повторно останаа без вода. Причина за тоа е довршувањето на градежните работи за реконструкција на 70 метри од главниот цевковод на улицата Димитар Влахов во Стришани. Реализацијата започна минатата недела и во текот на работата немало поголеми проблеми. Заеднички увид во завршните активности во текот на денот направија и првите луѓе на општината и на комуналното предпријатие Водовод. Во делот на водоснабдувањето за замена на азбесно-цементни цевки со профил Фи-150 се заменуваат со дуктилни цевки со профил 250. Во исто време добиваме нови квалитетни материјали и зголемување на пропусната моќ на количините на вода со кои ќе се снабдува остатокот од средна зона која продолжува на југот од градот. Една од целите на реконструкцијата е на овој дел од главниот цевковод да се обезбедат поголеми количини вода за потрошувачите во стамбените објекти, што во иднина ќе се градат во централното градско подрачје на Кочани. Реализацијата на работите се одвива со искористување на сопствените капацитети. Целата работа се реализира со работна сила и механизација од комуналното јавно предпријатие. Проектот е финансиран, како што реков, од програмата за водоснабдување од општина Кочани и овој зафат ќе чини отприлика околу 1 милион денари. Во рамки на реконструкцијата на главниот цевковод, минатата недела беше заменет и мрежен вентил со поголема пропусна моќ. Со тоа се отстранети проблемите на една од најчувствителните точки, што предизвикуваше проблеми во водоснабдувањето и загуба на вода од водоводната мрежа. Петстотини активни баратели на работа од Кочани до 29 годишна возраст и со најмалку средно образование може да се пријават на програмата за практиканство. Агенцијата го распиша првиот оглас.
Според евиденцијата на Агенцијата за вработување од Кочани, станува збор за 302 лица со средно образование, 201 лице со 4-годишно високо образование, како и 8 магистри. Лани по трите огласи обуката ја посетиле 7 лица во 5 фирми. Малиот број се должи на фактот што по првиот оглас програмата стана неатрактивна за невработените, откако работодавачите можеа, но не мораа да вработат 30% од практикантите за период од една година, како што тоа беше во почетокот. Годинава се очекува практиканство да се спроведува и во странските компании кои отворија своји фабрики во земјава. Со програмата годинава ќе бидат опфатени 319 лица во Македонија, за што се обезбедени средства во висина од 5,150 милиони денари. Младите се ангажираат за период од 3 месеци, при што им се исплаќаат по 6200 денари за лице месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. Ова е една од трите објавени мерки за вработување со кои се опфатени вкупно 1670 невработени, а за што се издвоени 44 милиони 430 илјади денари. Обврска на работодавачот е да вработи најмалку 50% од вклучените лица во обуката и да не го намали бројот на вработените на неопределено време во рок од 6 месеци. Висината на паричната помош изнесува 5700 денари месечно, плюс надоместување на трошоците на работодавачот за менторство и обука. Покрај ова објавен е оглас за мерката обука за задоволување на побараните занимања на пазарот на труд. Огласот се однесува на 31 вештина, што е побарувана на пазарот на трудот, а меѓу кои се аргонски заварувачи, дзидари, монтери на гипс и така натаму. Заинтересираните може да се пријават до 28 февруари годинава, а за да се одражи оваа обука треба да има најмалку 15 заинтересирани лица. Редовна и прва годинава крводарителска акција спроведе Кочанската полиција. Дарувани 25 единици крв. Прва крводарителска акција годинава спроведе полициската станица од Кочани. И оваа, како и акциите од изминатите години, беше успешна, бидејќи за дарување на скапоцената течност се пријавија 25 вработени во Кочанската полиција. Акцијата за сега тече одлично, до сега има дадено негде околу 19 колеги кои доброволно даруваа крв. Беа пријавени на 25 за дарување, па мислам дека до крајот на акцијата ќе се бројката достигне, така да за по планови програмата за 2014 година денеска е прва акција што ја спроведуваме, ќе уследат во текот на годината уште неколку акции и така сега сме задоволни од спроведената акција и од одзивот на колегите. Крводарителската акција на полицијата не се меша со граѓанските акции, а тоа значи дека даруваат само вработените во полициската станица од Кочани. Ово ми е четврти пат како дарувам крв. Пред се, дарувањето е од хумани причини, здравствена состојба и така. Се чувствувам одлично, чест ми е да ја давам оваа скапоцена течност. Првенствено од здравствени причини, а второ ради позитивната акција, ради целата што се спроведува кај нас стално годината, мислам дека најмалку 2 пати, обавезно на секоја акција давам крв. Полициската станица од Кочани во текот на годината спроведува 3 крводарителски акции, преку кои вработените во полицијата ја покажуваат својата хуманост и ја даруваат скапоцената течност. Акцијата ја спроведува службите и лекарите од трансфузиологија од Скопје. Хуманитарен надпревар организираа учениците и наставниците од Основното училиште Раде Кратовче. Победи малиот Петар Николов, за кој се наменети средствата. Хуманитарен надпревар наставници и ученици организираа вработените и учениците од Основното училиште Раде Кратовче. Средствата собрани од влезниците што се продаваа по символична цена од 30 денари, а за оваа прилика беа продадени 500 карти, ќе им бидат врачени на родителите на Петар. Преку надпреварот, учениците и вработените во ово училиште ја покажаа својата хуманост. Ревијалниот надпревар се одигра под мотото "Хероите не можат сами". И оваа година, како минатата година, направивме еден хуманитарен спортски надпревар, меѓутоа ова имаше една подруга цел. Како што кажам, хуманитарна цел за да помогнеме на малиот Петар. И се надевам дека во самиот спортски надпревар, значи победи малиот Петар, се надевам дека и тој ќе гледа нашата снимка, значи ќе биде
нареден спортист кој ќе го гледаме пак ние натаму. Надпреварот беше збогатен со забавна програма. Настапија учениците со хорот и оркестарот. Се представија со ритмички игри. Настапи групата Проблем од Кочани и фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен. Со ова можам уште еднаш да се заблагодарам на сите граѓани, сите донатори на градот Кочани и околината за една голема благодарност за сета помош, за сите луѓе што дојдоа тука да не погледаат, да гледат овој спектакл. Освен надпреварот, учениците спроведува и друга хуманитарна акција од врата на врата, преку која собраа средства за помош на малиот херој. Привршуваат работите и на изградбата на вториот влез и реконструкцијата на фасадата на основното училиште Никола Карев. Ветување на инвеститорите е дека до крајот на идниот месец објектот ќе биде завршен и предаден на користење. Наместо жолта, зградата на основното училиште Никола Карев во иднина ќе добие комбинација од сиво-жолта фасада. Промената на надворешноста се прави заедно со изградбата на така наречената топла врска, односно втор влез на објектот, чија реализација е веќе при крај. Тоа се дел од зафатите што се најавуваа уште пред 2 години, а конечно деновиве ја добиваат својата завршница. Главните градежни активности се одвиваат на северната страна на училиштето и според одговорните во образовната установа се тече според планираната динамика. Према динамиката и према инвеститорот заедно со лицето кој го имат добиено тендерот, значи негде се очекува за едно 20 на дена да биде завршена целата фасада, значи одредени работи према динамиката нивна и према временските услови доколку не бидат овакви, значи се надеваме да биде завршено комплетно, значи и топлата врска влезот и самата училишна зграда во училиштето Никола Карев во Кочани. Во контрола на изведбата на реконструкцијата и изградбата веќе биле представници од Министерството за образование и наука. Посета направија и од локалната самоуправа на Кочани, која овде се јавува како еден од инвеститорите. Работи за 1.450.000 од страна на УСАИД како донација, преку 2 милиони и 100 се работи за донација од Министерството за образование и наука и наши општински средства некаде околу 500.000 денари за завршување на овие фази, а со ова најавивме аплицирање и за овие дополнителни работи, значи за кровот на училиштето и за санитарните јазли во самото училиште. По завршувањето на реконструкцијата на училишната зграда се планира да се обнови громобранската заштита. Освен тоа, ќе се изгради и нова пристапна патека до објектот, а ќе се направи и хортикултурно уредување на околината. Активности на партиските подмладоци. Социјалдемократската младина на Македонија од Кочани дистрибуираше облека во ромското мало на денот на случајно добри дела. Социјалдемократската младина од Кочани го одбележа денот на случајно добри дела со хуманитарна активност. Членовите на клубот подготвија неколку вреки спакувана облека и ја дистрибуираа за деца жители на ромското мало кои доаѓаат од социјално ранливи семејства. Вчера ние, младите од локалниот клуб на социјалдемократската младина во Кочани, го одбележивме Random Acts of Kindness Day, односно денот на случајни добри дела, при што подаривме неколку парчиња облека на децата од социјално загрозените семејства од ромското мало, при што сакаме да ја подигнеме свеста на граѓаните во општина Кочани за одбележување на овој меѓународен ден за добрина, при што и планираме во иднина да одбележиме вакви повеќе активности од хуманитарен аспект. Ден на случајно добри дела е називот на неофицијален празник што се прославува низ светот од страна на организации и жители на локално или национално ниво, со цел да се поттикнат акти на добрина. Оригинални основачи на националниот ден на случајно добри дела се Меган Сигалтон, Джош Де Јонг и Маршал Греј. На национално ниво од 2005 година започнува да се одбележува најправим во Нов Зеланд. Во суштина не се работи за празник, туку национален ден кога целата земја си поставува предизвик да се направи нешто добро на пријатели или непознати лица без особена причина. Општинската манифестација вешта жена годинава со најмал број надпреварувачки. За учество се пријавиле само 3 жени, кои своите вештини во кулинарството ќе ги представат на убаво украсена трпеза. Од годините имаше и по 10, па се намалија на 5.
За годинава за учество да се пријават само 3 надпреварувачки за манифестацијата Вешта жена, што традиционално се организира во Кочани. Намалениот број и незаинтересираноста за учество нема да биде причина да не се одржи манифестацијата, рече организаторката на Вешта жена во Кочани Марија Мишева, која годинава за трет пат е учесничка, а пред минатата година го понесе епитетот Вешта жена и го представуваше Кочани на републичката манифестација. Оваа година сме 3 надпреварувачки, иако сме малку, значи сакат жените да се истакнуваат во домакинството, во работата, во семејството, во секој поглед. Учесничките се надпреваруваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање на салфета, општ впечаток и цветни декорации. За учество во манифестацијата голем интерес нема, но затоа пак, за да се проследи и да се биде дел од неа, интересот е голем. За тоа говори распродадениот број карти. Годинава општинската манифестација ќе се одржи во хотелот Национал во Кочани на 22 февруари со почеток во 18 часот. Жените ќе ги забавува групата Хармонија од Виница. Влизницата и годинава не е променета и изнесува 400 денари со вклучена вечера. Победничката на општинската манифестација ќе го представува Кочани на републичката, што ќе се одржи на 10 мај во Тетово, кога ќе учествуваат вештите жени од сите градови од државата. Кочанските представнички досега добро го представуваа својот град на републичката манифестација. Имаат донесено повеќе први награди во категориите декорирање на маса и за декорација на главно јадење и десерт. Евана Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в среда 19 февруари ќе останат дел од корисниците во село Тракање, и тоа околу основното училиште и во местото викано Маџирски ниви. Прекините ќе бидат во периодот од 13 до 15 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Следуваат информациите од спортот. Иднина с викендов ќе пречека Спортика во Оризари, што ќе биде возвратна посета на бугарскиот праволигаш по одигрувањето на меѓународниот контролен надпревар изминатиот викенд во Благоевград. Бугарската Спортика, што во својот состав има 7 репрезентативки, во Оризари ќе гостува следниот викенд. Тоа според зборовите на тренерот на македонскиот праволигаш Сашко Иванов, ќе биде последна проверка пред почетокот на вториот дел од првенството. Па јас можам да бидам делумно задоволен од мојата екипа, бидејќи резултатот беше 2:1 во корист на домакинот. Меѓутоа е една друга работа која паѓа во очи дека домакините се физички многу поспремни од нашата екипа. Значи ние додека можеме физички да се носиме, и водевме со 1-0, меѓутоа потоа паднавме на физички план, што е исто еден аргумент за подетална анализа, значи што би се случило кога тие би одиграле со некоја друга екипа од Македонија, бидејќи екипата на Млада Осиднина се и Кочани се меѓу првите кои почнаа с подготовките, и кога ние не можеме физички да се носиме со противник, како што беше Спортика од Благоевград, што би било кога некоја друга екипа би настапила со нив. Но со оглед на тоа што пролетната полусезона почнува за 2 седмици, останува малку време акцентот да се стави на кондиционите тренинзи. Тоа е еден знак дека треба малку да се спуштиме на земја и да видиме дека не е се така како што ние што мислиме, бидејќи ние ако одеме со еден чекор напред, другите држави, другите екипи одат со 2 чекора напред. Значи некогаш треба и на вистината да се погледне во очи и малку да го смениме системот на функционирање на самите клубови. Надпреварот во Бугарија се одигра во Рилци, тренинг базата на Пирин по систем 3 пати по 30 минути, а како што е познато победија домакинките со резултатот 2:1. Водечкиот гол за Еднина С го постигна Ана Димитровска. Тимот од Оризари настапи некомплетен, без Ширета Брахими и Даниела Ристевска, кои лекуваат полесни повреди.
Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.